Во оваа емисија на Агенда 35 ја продолжуваме темата за Украина со фокус на медиумската војна што се води паралелно со онаа на теренот. Колку медиумите се злоупотребуваат и како нападите врз нашите информацијски системи имаат влијание врз демократијата. Останете со нас. Рускиот напад врз Украина поттикна глобална информацијска војна помеѓу Западот и Русија, при што руски медиуми се исклучени од земјите на Европска унија, како и европски медиуми од рускиот пазар. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека информациите што се пласираат во медиумите се особено важни во време на војна. Поттука, Европската унија ги забрани руските медиуми Russia Today и Sputnik. Сведоци сме на масовна пропаганда и дезинформации по повод овој невиден напад на слободна и независна земја. Нема да дозволиме апологетите на Кремљ да ги шират своите токсични лаги кои оправдуваат војната на Путин или да го посеат семето на поделба во нашата унија, рече фон дер Лајен. Од друга страна, Русија го забрани емитувањето на Deutsche Welle, а BBC, Радио Слободна Европа и други европски медиуми се повлекуваат од рускиот пазар, бидејќи председателот Владимир Путин потпиша нов закон со кој се предвидуваат високи парични казни за медиумите, но и до 15 години затвор за ширење лажни информации. Нападот врз Украина, Москва официјално го нарекува воена операција и им забрани на медиумите да користат термини како напад или инвазија. Што се однесува до медиумите во Македонија, има поделеност во однос на тоа како известуваат за војната во Украина. Според председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски, новинарството и медиумите на глобално ниво можеби ја живеат една од најтемните страници во нивната историја, иако има и светли професионални примери. Македонските медиуми, како и голем дел од медиумите кои што не се директно инволвирани во ова страшна војна, се разбира, имаат различен тип на проблеми со кои што се соочуваат. Зошто доаѓа до тоа? Поради поделеноста и на самото општество и може да се забележи поделеност во одредени сегменти и на медиумите кога известуваат за руската агресија врз Украина. За среќа би рекол, тоа не е многу значајно изразено во мејнстрим медиумите и во медиумите кои што генерално има традиција на позначајно известување и во конфликти, и во војни, и во ситуации кои што знаат да бидат драматични. И може да се забележи една линија на известување која што најчесто е поврзана со оние официјални извори на дел од оваа војна, дали се тоа западните извори, изворите што се на НАТО и на онаа страна која што во случајов секако не е агресор. Четиковски забележува дека во известувањето за војната во Украина медиумите имаат интенција за собирање на што поголем број на кликови. Во онлайн просторот како и секогаш имаме се и се што, така што може да се забележи дека и оваа војна за жал се користи во насока на кликбейт новинарството и собирање на кликови и лајкови наместо да се користи за да не се зоврива атмосферата која што на некој начин влија и во македонското општество, па така таа зовриена атмосфера секогаш резултира со оние препукувања кои што ги гледаме на Facebook, најчесто меѓу граѓаните, а тие се најчесто потикнати од одредени неверодостојни или непроверени информации и шпекулации за тоа што навистина се случува во таа воена мизерија која што ја направи една држава во однос на друга држава. И кога ќе се најдат апологети да го бранат едното, а да го напаѓаат другото, а кога седат удобно зад своите
компјутери, не чувствувајќи го мирисот на барутот и мирисот на крвта, кој што секојдневно е присутен во вистинскиот живот на Украина, тогаш им е многу лесно да продуцираат и говор на омраза и секаков тип на полуинформации и невистини кои што само можат да ја подгреат атмосферата. Поради социјалните мрежи, денес е многу тешко да се борите со дезинформации, смета Чадиковски. Објективноста и нивна на медиумите може да има значајна улога, меѓутоа не значи дека може да има и клучна улога во смирувањето на паниката. Зошто тоа го велам? Бидејќи денеска со присуство на сите овие нови алатки на социјалните мрежи, каде што информациите се шират многу побрзо, зашто тоа се ширеше порано, кога не постоја овие алатки и кога медиумите ја имаат целокупната одговорност во делот на информирањето на граѓаните, беше полесно. Сега имате одредена структура, група, која што може да е мотивирана од најразлични причини. Може да е тоа од политички, од воени, од безбедности, од група која што сака да создаде недоверба во институциите на системот и може да креира проблем и преку Facebook, и преку YouTube, и преку Twitter, значи преку било која од тие мрежи, и тој проблем после е многу тешко да се гасне. Во борбата против дезинформациите и пропагандата, вистинските и точни информации треба да произлегуваат од релевантни институции, без да се има обид да се искриви сликата за реалните состојби. Нема подобар начин од борба со невистините информации и дезинформациите, одошто пласирање на вистински информации кои што одговараат апсолутно на вистината. Сега е обид да се прикаже вистината порозово, поубаво од она што е, граѓаните ќе ја препознаат и тоа нема да создаде доверба, напротив ќе создаде недоверба дека некој заради нивни и други цели сака да ја представи ситуацијата поинакво. Наспроти пропагандата и дезинформациите, не смееме да се бориме со друга пропаганда и дезинформации, бидејќи во тој случај добивате еквивалент на две зла и тоа никогаш не води добро, ниту пак ќе води кон доверба на системот. Во системот, напротив, ќе води кон поларизираност на граѓаните и поларизираност во довербата кон институциите. И според Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија, институциите може многу да помогнат во правилно информирање на граѓаните, но при тоа реално да ги прикажат состојбите. Навремената реакција од институцијата е еден од начините, меѓутоа навремена реакција која што подразбира реалистична проценка и упатување на состојбите. Да не биде создавање на една розева реалност каква што немаме. Во комбинација со експерти кои што може да ги протолкуваат и ги имаат квалификациите, искуството да може да зборуваат за одредени појави, практично тоа би значило консултирање на оние извори на информации кои што навистина може да бидат добри проценители на состојбите. Според Тунева, глобалната информацијска војна си има своји последици во нашата држава. Поларизацијата постоела по различни основи во минатото, ете сведоци сме дека постоела и во однос на вакцинацијата, коронавирусот и така натаму, и тоа си носело своји последици, ги има и сега, ги забележуваме и сега. Таквата поларизираност е присутна, зависи кој какви извори на информации консумира. Можеби ќе се случи да има затварање, како што имаше неодамна иницијатива, да не се дозволува одредени медиуми да зрачат овде. Меѓутоа, ние не знаеме кои се сателити ја вршат таквата дејност во државата. Во информирањето за војната во Украина, многу често во медиумите се користат стари фотографии и видеа кои не ги прикажуваат актуелните случувања. Има проблематични појави од типот да се користат стари архивски, да не речам, снимки, материјали, аудиовизуелни содржини кои што не се актуелни, односно не се од актуелната војна која што се случува во Украина. Дури наидовме и на информација од типот дека симулација со видеоигра се користи како да е реална војна во прашање. И фактот дека граѓаните се постојано изложени на содржини од тој тип е навистина може да создаде големи последици и практично тука веќе
информираноста не се знае ни од каде потекнува и што ги гради сликите кај граѓаните. Дали е тоа како последица на информирањето на социјалните мрежи или на фактот дека извесен дел од содржините се прелеале и во медиумите и на тој начин само ги засилуваат нивните слики. Граѓаните според УНЕВА треба да бидат особено внимателни на информациите на кои наидуваат на социјалните мрежи и критички да пристапуваат кон нив. Многу е важно критички да се суди во однос на содржините на кои што се изложени граѓаните, да се проверува една информација, една вест, едно случување во повеќе извори, на повеќе медиуми и да се види дали навистина таа реално што произлегува од одреден медиум е навистина тоа, дали е навистина автентична содржина во прашање или е нешто што е практично направено со известна манипулативна интервенција во самата содржина, бидејќи знаеме дека и налепувањето на погрешен контекст, погрешен бекграунд на одредена сторија, погрешно толкување на работите, дозволувањето одредени гласови од експерти или пак така наречени експерти да пробијат во медиумското известување може да ја измести сликата. Имајќи ги предвид дезинформациите и пропагандата, која низ различни канали се шири за војната во Украина, професионалните и кредибилни медиуми имаат огромно значење за точно и вистинито информирање. Dear Ricardo, thank you very much for being here with us. Thank you for the invitation. Let me first ask you, how is the situation on the field? How are our colleagues coping? Well, I'm in daily contact, with our colleagues in Ukraine, but also with the colleagues in Russia, because the situation is rather difficult as well in Russia. In Ukraine, I would say that our two main member organizations, relocated in Western Ukraine near the Polish border and the Hungarian border, so they are in a safe place now. It's easy for them to operate from that place, and of course we are providing support. We are providing funding. We send them money. We sent a mission, a safety mission, a few days ago to discuss with them the best options for the future, because it's time to think about evacuation plans. It's difficult for them to think about it because they think it's something like acting as a traitor if you think about leaving the country. But it's our responsibility as international organizations to think about it. And the plan is for us to create like a kind of logistic center at the Polish border, just to provide better support on the ground to our colleagues. Of course, there were many attacks on journalists there, and you were very precise in your rhetoric that those are war crimes. Can you explain that? Indeed, direct attacks, including foreign correspondents, an attack against a team from Sky News a week ago, a few days ago, an attack against Swiss journalists, and these were targeted attacks. So it shows that the Russian army is targeting journalists. We don't have such cases, such examples with attacks from the Ukrainian side, I would say. So again, we call on warring parties, not only the Russians, but also the Ukrainian army, to take care. In such a context, the international conventions consider that journalists are like civilians, so they should, of course, be treated as civilians. We are not a target. We are not part of the war. So it's important for states to remind that they have duties, and the duty is to protect journalists on the ground. And you call for responsibility as well. Yes, because we notice that many young journalists from Western Europe are sent to the war zones without any protections. They don't have bulletproof vests, they don't have helmets, they don't have insurance, and that is not just normal. We call on the media owners, the media outlets, to provide the necessary protection for these journalists. It's not responsible to send journalists, to war zones without the needed protection. Of course, that is basic. How can you estimate the situation and the effects that this will have on the information everywhere? We can see this censorship
and censoring Kremlin's propaganda. But your opinion is that it doesn't help actually. Yes, as a representative of journalists, we take care of freedom of expression. I think it's very important to protect this fundamental value. And of course, in a situation of war, the information is becoming part of the game the game between states. You know, it's for them. I think the normal behavior is to create like a kind of information war. In addition to the information to the war on the ground, there is an information war. We believe that journalists should not be part of an information war. A journalist is not a soldier in the information war. We should keep our values. We should keep our ethical values. You know, our point is not to serve governments. Our point is to serve citizens, to serve public interest. And that's why we are very concerned by these attempts from states, from governments to control the media, sometimes to censor the media. That's the case in Russia. But I should say that we also criticized the European Union when the European Union decided to close down Russian Kremlin-funded media like Russia Today or Sputnik. It's not about, of course, we are not defending or promoting the content of these media, but we believe that is not the good way to tackle disinformation. The good way to tackle disinformation is to promote real, credible information, to promote real journalism, ethical journalism, to promote media literacy, so that the citizens will be in capacity to make the difference between a propagandistic media outlet and a very credible one. So there are a lot of tools, you know, to combat, to tackle disinformation. I think then in democracies, our duty is to tackle disinformation while protecting freedom of expression. I don't want our countries to follow the example of Mr. Putin. You know, he's using strong censorship tools, closing down media outlets. Echoes of Moscow, you know, the radio was closed down. TV Rain, Dosh TV was closed down. Many journalists are under strong pressure because they cannot use words like invasion or war to describe the events happening in Ukraine. I think it's not, you know, it's not wise to follow his example. We have our own values, and there is a way, I think, for our democracies to protect ourselves from disinformation without using the tool of censorship. Yes, we don't want to become something that we fight against. And exactly. This is the same line that Macedonian journalists are following and organizations, professional organizations. Can you tell us some advice about to the citizens how to protect themselves from propaganda? We as professionals, we do know and we can easily recognize, but what about the citizens? Maybe some tips how to fight against disinformation? I think we should be cautious about the information circulated on social media. For example, we know that social media is the main vector for disinformation. So my advice would be, please follow professional journalists from professional media, those who are committed to apply ethical principles, you know, those who are doing the job in a professional way, simply, you know, taking care of the interest of the citizens. As I told before, our duty as journalists is to serve the public interest, not government's interests or private interests. So my advice would be that one. Please follow professional, well-known journalists. Many of us are doing the job in a very professional way, following the ethical standards. And I think, you know, people should be wise in such
a situation. There are many attempts to manipulate the public opinion. So be cautious, please. And you know the professional journalists from your own country. Please do not follow Russian, Serbian, but sometimes also Ukrainian disinformation, because there are vectors of disinformation promoted by the governments in party, involved in the war. And that's my best advice. Follow the well-known and journalists from your country, and that's the best way to avoid manipulation. Thank you for your words and for your time. Thank you. Руската воена операција во Украина се интензивираше на сите фронтови. Украина, освен што се соочува со руската војска на конвенционалните бојни полиња, таа се бори и во сајбер просторот, каде воените сајбер операции достигнуваат огромни размери. Голем број на сајбер напади се насочени кон официјални институции, медиуми, банки и други финансиски институции. Се чини дека никој не е поштеден. Што всушност се случува во сајбер просторот, поврзано со војната криза, разговаравме со Благоја Кондратјук, инженер за ИКТ решенија во компанијата Каптел и експерт за сајбер безбедност. Па од стручен аспект, војната не започна сега, веќе таа трае подолго време. Конкретно ако го гледаме конфликтов помеѓу Русија и Украина, што моментално се одвива, нели, со вооружени снаги. Конкретно Украина, да речам, е таргетирана веќе подолго време, не е тоа од сега. А и општо, никој не е исклучен како таргет. Сите, да речам, таа сајбер војна е глобална. Секој, бидејќи во денешно време тоа е више нуклеарките, да речем, според мене се демоде. Сега се води војна за информации, така што секаде каде што може да се извлече добра, конкретна информација или некоја информација од интерес, сите сме потенцијален таргет. Спомнавте банки, критична инфраструктура се напаѓаат институции, значи најразлични се нападите. Дали се напади да се прекине одреден сервис за граѓаните, дали се напади да се прикаже присуство, односно преку некој веб дефейсмент да се превземе некој сајт, да се покаже дека, нели, да речем, мускули да се покажат, народски кажано, од некоја хакерска група. Сите сме таргет. Не е само Русија и Украина, туку ова е глобално. Само со оваа ситуација зема поголем замав. До сега не се појавија извештаи за големи инфраструктурни напади, но тоа не значи дека беше тивко во сајбер просторот. Што е познато? Кои се најголемите сајбер напади до сега и кој всушност ја води сајбер војната? Има така наречена IT армија. Украина регрутираше сили, направи една као краудсорсинг армија од, да речем, професионалци, хакери и така натаму, луѓе од сајбербезведносниот свет кои што за нејзини цели ќе напаѓаат руска инфраструктура или сервиси или слично. Од друга страна, веќе и армиите, како што е руската, си имаат посебни сајбер единици во склопот на вооружените сили, така што и они имаат потенцијал за да вршат напади. Конкретно нападите се однесуваат моментално на прекин на сервиси, колку што јас имам информации, колку што сум можел да видам. Прекин на сервиси, значи denial of service напади се доста чести. Исто така Украина конкретно е таргетирана пред самиот почеток на конфликтот, некој така од минатата недела, да кажам, од почетокот на минатата недела, доста од компании, доста од јавни институции, да речем министерства и слични владени институции во Украина беа таргетирани од така наречени малвери кои што бришат податоци, data vipers, стручно кажано. Значи, таму е целта да преку одреден малвер, преку влез во мрежата, да се комплетно да се избришат бази на податоци, да се направи огромна штета врз одредена институција, да се поремети целосното функционирање на институцијата. Јавна информација до сега не сум видел за некој посериозен прекин да има обзнането. Они се таргет,
веќе подолго време се напаѓани, но за сега успешно се бранат. Ќе видиме тоа до кога ќе трае, бидејќи нападите како што течат нели вооружени действија, така се исто може и повеќе активни сајбер нападите, ќе видиме до кога ќе биде успешно одбраната. Освен директно инволвираните страни во оваа сајбер војна, активно во неа се вклучи и хакерската група Anonymous, а за прв пат и други групи решија да заземат страна. Не име прв пат на Anonymous да се вклучат во одреден конфликт каде што сметаат дека некоја страна е подчинета. Обично се ставаат на страна на подчинетите. Обично, да речем, имаат некоја агенда против агресорите. Сега во конкретниот случај е Русија и напаѓаат руски медиуми, руски агенции, владини институции и така натаму, но тоа во минатото го имаат правено и против други политички елити, против други држави, не е само конкретно Русија како таргет нивни. Но интересно е што други хакерски групи што се активни, посебно во оној делот на ransomware нападите, веќе таму почна една интересно, до сега не сум забележал такво нешто, почна поларизација, односно почна подолба на хакерските групи почна да заземаат страни на конфликтот. Некои се врзуваат со страната на Украина, некои се врзуваат со страната на Русија, напаѓаат цели обострано. Паралелно со она што се случува на релација Русија-Украина, се пријавуваат се поголем број на сајбер напади ширум светот. Дали на некаков начин е загрозена и Македонија? Во Македонија конкретно, мислам, немам пристап до тие системи за да видам кој конкретно е таргетиран и загрозен, но дона што можам да го видам конкретно кај мене во компанијата, во мојата инфраструктура, веќе забележувам зголемена активност на напади, на адреси се појавуваат од други држави, од Русија, од Блиски Исток исто така, од Кина. Мислам, тоа константно тече, сега само во тек на голем конфликт, тоа е доста зголемен е обемот на пристап од такви адреси и напади и слично, односно обиди за напад, да речеме. Таргет може да биде било кој. Членка сме на НАТО, државните институции без двоумење се таргет за такви напади, значи треба да бидат со зголемено на ниво на алертност, треба да внимаваат, треба да ги мониторираат своите инфраструктури, да редовно да ги ажурираат, па и да ги образуваат вработените, да им даваат насоки како да постапуваат кога ќе најдат на нешто сомнително. Друго што може да биде таргет, критична инфраструктура, значи тук под критична инфраструктура мислам на електродистрибуција, водостопанство и така натаму, значи сервиси каде што директно се влијае врз граѓаните, врз народот, преки на некој суштински сервис потребен на нив, така што компании исто така кои што имаат афилијација дали кон државен сектор, дали кон одредени бизнис соработки со Украина или со Русија обратно. Дел од препораките на експертите во насока на зголемување на сајбер безбедноста се зајакнување на системите за безбедност, посилен мониторинг во овој период и долгорочно зајакнување на капацитетите на кадарот, стручен за препознавање и менаџирање на системите за безбедност во институциите и компаниите. Во овој момент најважен е мониторингот, доколку имаат имплементирано било какви сајбер безбедносни решенија. Најважно во моментов е тоа да се мониторира, да се следи, константно да се ажурираат тие решенија, да се следи сомнителна активност, да се следат, потенцијални, односно да се обрне внимание на потенцијални таргети внатре во рамки на институција или на компанија, во смисла на да речем акаунти на директори, на министри, на раководство, што би биле добар залог за хакерска група. Потреба од поголемо внимание на странското мешање, а
особено на странските дезинформации, како и на манипулациите со информации. Истакна високиот представник за надворешни работи и безбедносни политики на Европската Унија, Џозеф Борел, во говорот пред Европскиот парламент во Страсбур неделава. Според него, манипулацијата со информации и мешањето е нешто со кое руската пропагандна машина активно се користи за да ја придружува руската воена кампања во Украина, ширејќи неточни информации помеѓу сопственото население за тоа зошто оваа инвазија е преземена и каква е ситуацијата во Украина. The Kremlin and its outlets are systematically lying about the situation, about the military situation and about the suffering of Ukrainian population. They claim systematically that the Ukrainian authorities bombing their own citizens or provoking nuclear incidents in order to blame Russia. Systematically, this kind of news are being widespread. Според високиот представник за надворешни работи и безбедносни политики на Европската Унија, фокусот треба да биде на странските субјекти, кои намерно, на координиран начин, се обидуваат да манипулираат со информациите за да ги постигнат своите цели и да наштетат. Тој дополнително истакна дека демократијата е систем кој функционира на основа на информациите кои граѓаните ги имаат и затоа треба да се заштити слободата на информации и да се бори против дезинформациите. We are being flooded now with disinformation from the top levels of the Russian leadership. Putin is not only commander-in-chief, but he is also chief of misinformation. Изјави портпаролот за надворешни работи и безбедносни политики на ЕУ, Петер Станов, на пресконференција во Брисел на почетокот на руската инвазија на Украина. Според Станов, потребно е справување со дезинформациите, а Европската Унија тоа го прави преку тимот за стратегиски комуникации со Исток, кој е во рамки на Европската служба за надворешно дејствување. Тимот за стратегиски комуникации редовно преку веб страницата EU-disinfo.eu објавува се што е поврзано со дезинформациите кои доаѓаат од Руската Федерација. Клучна цел на веб страницата е зголемување на јавната свест и разбирање на дезинформацијските операции на Кремљ и помош на граѓаните на Европа и пошироко да стекнат отпорност на манипулации со дигитални информации и од медиуми. Инаку преку анализа на податоци и мониторинг на медиуми, веб страницата идентификува случаи на дезинформации кои доаѓаат од прокремљ медиуми, а кои ја засегаат Европската Унија, незините земји членки и државите од заедничкото соседство. Случаите се собираат во база на податоци која е отворена и може да се пребарува и во која моментално има 12.000 примери на прокремљ дезинформации. Информативна кампања со име Јави се во Русија отпочна неделава во Вилнус, Литванија. Целта на иницијативата е да се мобилизира руската диаспора која живее во странство, но и сите оние кои зборуваат руски, да волонтираат дел од своето време и се јават на телефон на луѓе кои живеат во Руската Федерација, за да ги запознаат со бруталностите на војна. Волонтерите имаат шанса да им дадат на русите факти за тековната руска инвазија на Украина, спротивни на дезинформациите што произлегуваат од Кремљ и да понудат гледна точка што не е лесно достапна во Русија. За потребите на иницијативата Јави се во Русија, глобална мрежа од професионалци за технологии, рекламирање и комуникации, состави база на податоци од 40 милиони руски телефонски броеви и платформа која може да генерира телефонски броеви. Платформата на секој волонтер ќе му додели индивидуални броеви, како и насоки за неконфронтирачки разговори, кои може да помогнат во спречувањето и справувањето со дезинформациите и пропагандата од Кремљ, а во врска со ситуацијата во Украина. Следната недела се гледаме со нова тема на истата фреквенција. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35. Можете да не следите и на официјалните профили на социјалните мрежи.